Македонска каменица ја посетувам по втор пат. Првиот пат ја отваравме локалната канцеларија и уште тогаш ми остави прекрасен впечаток. Денес малку повеќе луѓе имаме пазарен ден. Продолжуваме со разговор очи во очи со граѓаните и за жал ја слушам онаа приказна колкумина уште утрово се качиле во автобуси и заминале од градот. Значи, постојано во овој дел од Македонија, меѓутоа и во останатите се соочуваме со иселување на она што е најдоброто и нашето најсакано. Целата наша програма, значи, зборувам за својата председателска, меѓутоа и она што ќе следува во вид на парламентарна програма на Левица и насочена токму кон решавање на проблемите на граѓаните. Бараме начини токму преку вас медиумите да упатиме оваа порака дека решенија имаме, визија имаме, дека ќе престанеме да инвестираме пари во воени цели, туку во социјални, хумани и развојни цели за Македонија. И за жал веста на денот е дека председателот актуелен и врховен командант на вооружени сили се исплаши од ТВ дебата. Така што, драги почитувани граѓани на Македонија, нема да имате можност да не видите како се соочуваме и како тој ќе нема одговор на моите аргументи кои се не само научни, фактички, туку и здраворазумски. Така што излегувајте да се гледаме, да се дружиме, да ви објаснам што всушност нуди Левица, односно Билјана Ванковска. Кој што кажа професорката, че јас сум толку позитивно изненаден и одделчеви, посебно и тука сме во Македонска каменица. Мене и луѓето ми кажа од бројноста, од начинот на кој што сме примени, малтене ќе испадне најјакиот огранок ќе го имаме испаѓа во каменица. Мене и луѓето ми кажа дека каменичани во суштина имаат една традиција да бидат независни, дека тука не трпат притисоци и дека тука секогаш непредвидливо политички и затоа очигледно и поддршката е толку голема. Јас сакам да кажам, тука сме да агитираме за професорката, дека во професорката Билјана Ванковска баш таков кандидат и имаат. Значи ќе имаат независен кандидат во смисла кандидат кој ќе се грижи за македонските интереси, а не за туѓи интереси. Сите останати кандидати, се кандидати на амбасадите, значи ние нудиме кандидат кој што нема да иде амбасадите, по амбасадите кој што ќе му биде прво и основно македонскиот национален интерес. И како што кажа професорката, значи сега имаме и ситуација да немаме ни дебати, тоа ја ви кажувам, тоа е само заради Левица, за да не се слушнат аргументите, затоа и е таа медиумска блокада која што трае веќе подолго време, а сега и за председателски и за парламентарни избори нема да добиеме ни дебати, но ние сме навикнати, значи да идеме на потешкиот пат и што сакат нека прават, народната поддршка очигледно и ние ќе победиме на крај.